озонот. Имаше денови кога нежниот сјај на утрата со радост го исполнува ова мое старо тело. Ама сега, секој ново изгрејсонце ме исполнува со грижи. Сонцето е голем казан, пун со врели огнени гасови. Повеќе од 4,5 милиарди години неговата топлина не одржува во живот. Но од таа топлина демнат скриени опасности. Смртоносните ултравиолетови зраци или УВ зраци, тие може да му наштетат на секое живо суштество на нашата планета. За среќа, нас не чува мала, но храбра група на заштитници. На самата ивица на атмосферата се наоѓаат молекулите на озонот, кои ја обкружуваат нашата планета со озонска обвивка. И покрај тоа, што се мали, нашите озонски заштитници чудесно се храбри и паметни. Тие ја пропуштаат сончевата светлина која не грее, но истовремено спречуваат да поминат смртоносните УВ зраци. И така можеше да биде за секогаш, да не се појавеше нова опасност која доаѓаше од земјата. Халогени хлорофлуорокарбонати, познати како CFC, се хемикалии кои служат како средства за ладење во климатизерите и фрижидерите. Тие се сигурни додека се внатре во апаратите, но кога ќе успеат да побегнат, тие го започнуваат своето 25 годишно патување до самиот врв на атмосферата, каде безмилосно ја напаѓаат озонската обвивка. Тогаш молекулите на озонот мораат да се борат истовремено и против УВ зраците и против CFC. Па, прашање на времето е кога озонската обвивка ќе ослабне и ќе попушти. Што? Кој си ти? Албатросот Алберта, мој малечок пријателе. А кој си ти? Ози озонот? Мила ми е Господја, но кажете ми, ве молам, што се случува над земјата? Ајде да видиме. Хемикалиите кои те напаѓаат се CFC, луѓето ги употребуваат во своите апарати повеќе од 50 години. Тие целосно се сигурни се додека не излезат надвор. Кога развиените држави сватија дека тие хемикалии се опасни, ги заменија со нови производи кои не го уништуваат озонот. Но некои земји како ова не се откажуваат од старите лоши навики. Пестицидите, како што е метилбромидот, исто така може да бидат опасни. Ој. Но не треба да ја кривиме само индустријата. О, не! Па тоа е ужасно! Мораме да ги спречиме, Алберта. Можеме да се обидеме. Се извинувам, господине. Тука сум. Извинете што пречам, но зарем не разбирате дека кога се уништуваат стари ладилници, од нив се ослободуваат штетни хемикали. Тие молекули кои се ослободуваат одат во воздухот и може на сите да им направат штета. Затоа ве молам, не правете го тоа. Уве, војници, внимавајте!
Не плаши се, те молам. Само сакаме да те заштитиме. Не, немојте! Некои апарати за гасење пожар содржат молекули од халон, кои исто така ја напаѓаат озонската обвивка. Ги доби овие гадни изгореници затоа што химикалиите кои сега ги испушти ја уништуваа заштитната озонска обвивка, која ние ја зоставивме високо во атмосферата. Не се само изгорениците од сонцето што сакаме да го спречиме. UV-зраците може да ја збрчкаат вашата кожа и да направат да изгледате постаро. Тие предизвикуваат и катаракта на очите, што може да доведе до слепило, а може да го намалат имунитетот на телото, што е уште полошо за растењето на малите деца како тебе, кои се во голема опасност. Не плаши се, ова е сериозна работа, но има начини како да се заштитиш. Заштити ја кожата, така што ќе ги покриеш рацете и нозете. Носи шешир да го заштитиш лицето. Очила за сонце да ги заштитиш очите. И користи крема за сончење за останатиот дел на телото. Остани дома кога сонцето е најсилно. И обиди се секогаш да бидеш под сенка. И замоли ги родителите, кога имаат стари ладилници и климатизери, да ги предадат на овластени сервисери. Тоа е важно не само за тебе, туку и за твоите деца. Зашто дури ниту една химикалија повеќе да не биде испуштена во атмосферата, потребно ќе бидат 50 години озонската обвивка целосно да се обнови. Сакаш ли да ни помогнеш? А сега, Алберта, после се што видов овде долу, би се вратил на работа. Не заборавај да им раскажеш на родителите и пријателите се што сега научи. И не заборавај, децата можат се да сменат, затоа што кога е во прашање заштитата на околината, секоја акција е важна. Ти благодарам за се, Алберта. Ти благодарам на тебе, Ози. И не заборавај, децата можат се да сменат, затоа што кога е во прашање заштитата на околината, секоја акција е важна.